разговарате со Видите, да не се лажеме. Колку сте лидер во вистинска смисла или колку знаете и да слушате, знаете да прашате, знаете да се консултирате, знаете да го слушате и туѓото мислење, можеби има врска. Лош лидер сте ако не слушате. Лош лидер сте ако немате самокритика. Лош лидер сте ако немате сен за вашите вработени. Таман работа. Тогаш сте забегале во друг правец. И многу брзо ќе ви дое крајот. Тогаш сте отишли. Крај. Значи нема тука успех. Да не се лажеме во машкиот свет. Жената тешко се пробива во својата професија. Да речеме, така, или да? Не само во Македонија е тоа е така и надвор. Се уште имате жени во Америка ги викаат боси, они уште се бојкотуваат, се прават тие штрајкови и така натаму, се борат за своето парче под небото, за еманципација на жената во бизнис сферата и така натаму, за својата афирмација. Во Македонија воедно истото се случува, меѓутоа за среќа постојат се повеќе паметни мажи и реализирани и тие може да ја почувствуваат да го почувствуваат женскиот квалитет, да ги стават рамноправни до нив, ама тоа морате да го докажете со факти. Дека сте човек кој што си ја знае професијата. Тоа подразбира соодветен дрес-код, значи кога сте на маса со мажи, дистанца треба? Да забораваме тоа време на женски спонзоруши во бизнисот кои што исто имаат краток век на функционирање. За да изградите вие некој имидж, мора да имате првен личен самореспект и да ги гледате тие мажи со почит и да знаете докаде ви е граница на однесување и да знаете и нивната граница докаде е. Тоа е професионалниот дел. И тогаш можете да разговарате рамноправно и нормално да имате аргументација за тоа што го работите и да имате дела зад вас. Значи тогаш жената ќе се избори. Дефинитивно мажите ќе ви отстапат простор да работите. Не е да толку тешка работата на пазарот. Меѓутоа си бара квалитет, дефинитивно, и има се повеќе мажи кои што имаат слух и почит и сакаат жени кои што сакаат да се реализираат, им даваат простор, а при тоа да водат сметка и за личен авторитет свој нивни и да водат една здрава фирма. Значи, за да може да ги земат во своите кругови као своји пријатели и соработници. А за другото сами сме виновни. Тамо кај што губиме поени како жени. Да. Како го биравте својот тим? Рековте нататко вие изгледа поинаку тимот. Женски тима тоа или каков тим? Да речеме тоа е најтешкиот дел, да оформиш еден добар тим. Да, заради тоа што треба да вируваш на тие луѓе, така? Дефинитивно. Меѓутоа тоа исто е препратено со еден долг процес на едукација. Не е тоа толку едноставно. Најтешко ми е за додека се формираше тим генерално, еве во модата што работам и секаде. Тоа е најголемиот проблем. Едноставно некогаш имате среќа да ги најдете луѓето. Ако сакате да го работите тоа, ќе се вложите во формирање на тимот, и тоа ви е основата со кој да соработувате. Не можете вие да бидете самостоен и сам да реализирате се. Сама размислав еднаш гласно во некои такви интервјуа дека можеби тоа е дефицитот на времето што не можам да го поминам со него, и некако сум го споила. Меѓутоа не знам дали е тоа. Можеби повеќе сакав да оставам нешто за во иднина. И можеби јас се надевав дека еве еден ден ќе биде тој некој што ќе ме наследи мене, подобро нека има дел. Си уште има време. Млате, нели? Па нели сум размислувала некако долгорочно и едноставно не знам. Бил момент на размислување, инаку баш името и не може да искомпензира ако вашето присуство како мајка не е до детето. Нормално дека Лука е за мене една движечка сила, еден голем мотив да работам, еден импут да се трудам повеќе, ама од друга страна тоа си има и голема цена. Значи тој ме нема во негово присуство оноку колку што сака. Нормално, и ако тој веќе се научи дека денеска е такво времето и дека има една голема трканица и во однос на работењето и растене така. Или уште кога беше помал? Кога беше помал, да, меѓутоа тој растеше по нашите фирми. Значи тоа е интересно, тој порасна по канцеларии. Значи од градинка во канцеларија, од школа. Било никогаш многу тешко во однос на тоа дека немате доволно време за него. Да, дефинитивно. Па сте рекле леле кога ова ќе пристане за да можам да онак вистинско време да посветам. Нема. Па јас сум знаела можеби дека нема да престане тоа темпо. Така. Затоа што нема да престане тоа темпо и така ќе биде до крајот на животов. Сум гледала како да најдам начин да изменаџирам некое време да со детето некако поминам повеќе време, можеби не помалку време, ама поквалитетно во разговарање.
Лука дома после работа знаеше да ми прави интервјуа. Значи јас може да се приберам во 10 сат, тој уште не е легнат. Ме чека и со мобилен или со мали камери со тек на време. Сега исто еве има некој геймерски канал, не знам што има прави. на YouTube канал свој со своите другари и што постира? Си има афинитети, некој се снима таму некои свои видеа, го оставам да се развијат, фаза му е. Да. А што ви интервјуираш, а како ќе дојдете вие во 10? Да, и зошто мамо ти толку работиш или како почнала приказната или за твојата работа или кој бил твојот прв најомилен објект или кој дури подобри прашања да вие ги мислел валјда цел ден или кој е твојот прв најомилен модел што си го слушала во Елена Лука. Така да интересно и правевме интервјуа, значи воедно преку тие интервјуа и детето го учев што го замара во однос на мене или што за што се грижи или кои се тие прашања што го третуваат. Играјќи преку тие некои негови интервјуа, јас практично и запознав повеќе неговата психолошка состојба, неговите внатрешни прашања кои што ги имаше. Тоа се на мои мали возрасти, 12 години, така. И мислам дека ми значат посебно, да. Па така и со модата од детство памтам некои модели. Да. Како сте рекла, ако треба да кажам, јас сум Милена од Струмица, дојдена во Скопје, како беше како на привремена работа во странство кога беа луѓето, да? И останав 20 години. Сте ме анализирале добро. Точно. Точно. И како е да се живее во Скопје? Па добро, многу дојдоа од надвор си дојдоа во Скопје, пример да си се омажат. Пример, не знам ја која ми е филозофијата на живење. Да си живеат убаво. Ја дојдов као наживе кои ќе се дигнат у Швајцарија кидат и ги нема никаде, едноставно работат цело време, готово, дошле да спешала, да сработат, да се развијат, така испадна мојава работа. Ја дојдов да се едуцирам, на крај заврши во Скопје, со тоа што еве се качивме и на врвот веќе во работењето наше и останавме тука и ја заборев Струмица. Не можам да ја заборавам, но сам у срцето, стално нешто работам дополнително како дејност што би ме врзувала за тој град. Тој град ме создаде, ме изнедри, ме израсна, така. Меѓутоа, од друга страна пак некако испадна работава нонстоп сум овдека на работење, немам време да се забавам по Скопје толку како другите струмичани кои што дојдоа. Да се омажат. И да се омажат, нели? Него едноставно баш као тие ги чувствувам нашиве кои ќе отидат таму на привремена работа, они за цел живот остануваат и само работат. Така некако се чувствувам. Да, рековте никаде на врвот, дојдовме никаде на врвот. Вие рековте пред малку. И најтешко е велат сите, и уметници, и бизнисмени, сите. Да се задржиш. Да се задржиш на врвот, да. Па добро, да, најтешко е, затоа што бара континуирана работа. Ама ја мислам, ако постепено се качувате кон врвот и ако сте сигурни во тоа што го работите, ако правите здрави темели, тие објекти најмногу траат. Да. И висината ви е загарантирана. Значи, дефинитивно. Само треба да продолжите да се едуцирате, да работите. Значи, ништо друго. Како може да паднете од врвот, ако вие следите нови текови, нови тенденции, се движите со времето, го следите пазарот, почитувате лојална конкуренција, не можете да не бидете на врвот. Едноставно, нудите квалитетен производ. Сега, ако најна сте дошле на врвот, понатаму не сакате да работите, а ви се случил врвот поради тоа што сте имале среќна околност некоја, па по коинциденција, еве, по среќа ви се дала шанса од универзумот да се случи тоа, некој успех инцидентен, и тоа е климав нормално, а не ви се работи, многу брзо ќе паднете нормално. Кога сте на врвот, бара уште повеќе работа. Значи, вие за да бидете таму и да бидете актуелни, да бидете интересни, вие морате секогаш да правите нешто ново, да следите материјата што ја работите, да промовирате нешто ново во тоа што го работите, без обзир дали е градежништво, мода, што и да е. Не можете да останете со старите тие достигнувања и да бидете интересни. Така и во модата. Значи, имате сезони, многу брзо и тие еден Шанел е толку стар бренд, меѓутоа стално нуди нешто ново. Со стар дизајнер, со не знам, меѓутоа има млада екипа. Значи истражува стално нешто ново. Така и со градежништвото, така и секаде. Само мора да работите и да не застанете во тој процес. Да не ве понесе славата, моќта, финансиите, оти статусот на тој кој што ќе успе се менува. Значи тој навистина ќе се смени во однос на моќ, на пари, на не знам што, и тука може да се искриват вредностите и да се заборави кој бил. Не, вие мора да се држите за темелот, ако сакате да имате здрава перспектива и да не заборавите кои сте биле. И да одите само напред, ама со многу работа и да не мислите на тоа колку сте популарни или колку признања сте добиле, туку да ви гледате колку ќе добиете во иднина или нема да добиете, туку колку резултати ќе имате и колку насмевки од клиенти ќе добиете како фидбек од тоа што сте им го продале.
Тоа е вистинската верификација за тоа што го работите. Така ќе бидете за гарантиран успех дефинитивно.